служам со следново. Љубовта оправдува многу нешта, но не и загрозување на безбедноста во сообраќајот. Со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот разговараме повеќе на оваа тема. Добро утро. Добро утро. Како ве најавив? Па добро ме најавиш. Па добро беше, така? Добро е најава. Бидете опиени од љубов, но не од алкохол. Секогаш добро да најава кажува дека ќе има добар разговор. Секогаш со тебе, се разбира. Да, може затоа што сме веќе и колеги, може да преминеме и на ти. И сме биле колеги, и сме биле, да. Така, може да преминеме на ти. Која е најновата кампања со која што Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот ја подигнува свеста дека и подсетува дека мора да бидеме одговорни кога застануваме зад волан? Во контекст на ова е утрешниот ден, ден на виното и ден на љубовта, во народот познато како Свети Трифун за виното и да. Свети Валентин на Кој што љубовта. слави. Да, но тоа е еден дел од зимската кампања. За утрешниот ден особено ни е важно како Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата да упатиме апел да подсетиме дека утре знаеме каква е традицијата кај нас, особено оној првиот дел Свети Трифун каде што виното се слави, виното и останатите алкохолни пијалоци, дека не одат заедно со воланот, ги има оние мотоа ако пиеш не вози. Така да, еден апел сакам да упатам до сите пред се овие што слават Свети Трифун, макар што и празникот на љубовта знае да се слави со чашка алкохол, но славењето и прославата е едно, тоа е традиција и сето тоа од овој аспект е окей, но да упатиме апел да не се седнува зад воланот, бидејќи знаеме што значи една чашка алкохол и волан, какви све последици може да донесе. Ние цела година тоа го апелираме, тоа се три или четири живото загрозувачки категории на недисциплина во сообраќајот, а тоа е секако користење на алкохол при возење, или пиење и возење, неприлагодена брзина и непочитување на правилата и прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација. Утре конкретно од алкохолот може да тргне се. Од таму еден апел, ако утре прославувате, влезете во такси, одете со некој друго возило кој ќе ве вози некој што не го славел така на истиот начин како вас празникот, и апел за да имаме нула жртви во сообраќајот, мораме да имаме сите сообраќајна култура, но и јавна свест. Да, велиме алкохолот е еден од најголемите причинители на сообраќајните незгоди и една од главните причини за смртност во сообраќајот. Бидејќи вие како Републички совет ја спроведувате оваа кампања, сигурно ги имате податоците, а еве за оние што не знаат или што никогаш не пробале, па што утре би пробале за прв пат или што утре редовно би консумирале алкохол, што се му прави алкохолот на организмот и како го забавува рефлексот на возачот? Добро, ова е прашање за некоја медицинско лице кое може стручно, но знаеме нели од општа култура и сами по себе понекогаш, а тоа е дека се намалува први концентрацијата, второ моториката, не можете да реагирате како. Ма зошто воопшто да експериментираме кога пиеш? Тоа беше целта, да. Тоа јас би сакал да го симплифицирам, нели ме најави како новинар, а сакам и новинарски да допрам до гледачите, бидејќи сите знаеме. И сите знаеме кои се последиците, и сите знаеме каква е традицијата кај нас. И најопасната онаа изјава, ајде јас со 2-3 чашки немам проблем, можам сам да возам. Можам. Мене не ме фаќа. Тоа е нели најнародната позната. Тоа е онаа една, јас секогаш ќе дам као пример, бидејќи сум се занимавал у младост и со нешто друго, освен новинарство и ова со Републичкиот совет, како човек кој се занимавал со безбедност на вода, никогаш не се дават непливачите, туку се дават тие што знаат да пливаат. Оттаму и ова во сообраќајот една паралела сакам да повлечам. Една чашка не е проблем, 2 чашки не е проблем. Ако пиете, немојте да возите. Не тргајте на прославите со возилото, немате потреба. Ќе уштедите и време за барање паркинг и пари за паркинг на крајот на криштата. Зошто да си го загрозувате вашиот живот или животот на вашите најмили или на некој, не дај Боже, кој во тој момент се нашол на несреќа во некој најмил на некој друг. Да, на улица и немал среќа баш на вас да налета затоа што вие сте биле неодговорни и сте конзумирале алкохол. Оттаму и апелот повторно ќе кажам, немојте да пиете додека возите. Дејан, сакав да прашам, што велат податоците, затоа што постојано се прават кампањи, постојано се подсетува. Има ли потреба се уште да се подсетува бројките што велат, се уште ли не внимаваме во тој На прашањето дали треба да се подсетува, да. Се покажа дека овие наши кампањи, иако изгледаат како нешто општо и нешто... Како регулар треба да се појават пред празник. Ми се чини дека овие
повторувања 1000 пати кој ќе повторите нешто и по медиумите од сите можни благодарејќи на вас медиумите се разбира, но и нашиве активности што ги имаме на теренот покажуваат дека луѓето полека можеби некој полека, некој побрзо разбираат колку е опасно непочитувањето на сообраќајот. Најстрашно во целата работа на сообраќајот е што сите ние влеговме некако и влегуваме рутински да учествуваме во сообраќајот. Стануваме од сабајле, се подготвуваме, размислуваме на се и се што воопшто. Ајде да ве прашам дали се сеќавате како дојдовте со возилото до Тринава. Дали имате некој детал од дома до работното место? Имаме среќа бидејќи нема некоја фреквенција на сообраќајот. Нема фреквенција ние кога возиме. Дали има нешто значи има некоја маршрута која што луѓето едноставно, вклучувајќи ме и мене, јас не се исклучувам тука, на моменти забораваме и рутински го учествуваме на сообраќајот, а не би смеле, би требале да бидеме многу поконцентрирани, многу повнимателни а замислете кога сте обседнати со алкохолот во крвта, тогаш па ичи не сте концентрирани. Оттаму и апелот кој го упатив, кој го упатуваме како совет, а на прашањето за бројките. Бројките секоја година се собираат и се презентираат при крај на февруари, почеток за мај. 2022 година се уште немаме официјални бројки, иако на моменти имаше намалување во однос на минатата година во тој период, негде август или септември. Точната бројка не ја знам, се разбира, но имаше намалување. Се извинувам. Изминатите години имаме намалување. Например, 2021 имавме 116 жртви, 2020 имавме 125, иако беше короната, и се намалува од година во година. Ке подсетам дека 2013 имавме 198 жртви. Значи имаме намалување на бројот на жртвите и на настраданите, околу 4000, околу 5000 повредени. Но таа бројка е голема, висока е, ние сме се уште под европскиот просек. Европскиот просек е негде околу 4 жртви на 100.000 луѓе, кај нас е 6 жртви и оттаму ако го земаме оној политички, би рекол, дел европски просек, е висок. Но висок е и една жртва во сообраќај, бидејќи што му значи на тој што загубил некого во семејство во сообраќај и е единствен, ништо не му значи бројката дали е 1 или 100. 0 жртви во сообраќајот е онаа посакувана бројка која сите се стремиме, ние што сме во Републичкиот совет за безбедност во сообраќај, но треба се стремиме сите, бидејќи 0 жртви во сообраќајот е нешто што ќе биде последица на нашето одговорно однесување, на нашето внимателно однесување, на подигнатата сообраќајна култура, на нашата јавна свест. Сакам да ве подсетам нешто вас двајца со оглед на тоа дека сум јас помлада од вас. Во мое време, верувам дека вие повеќе можете да зборувате за тоа, кога се излегуваше во град, се враќавме дома пешки. Иако возевме И у наше време се одеше. Тоа сакав да ве вратам. Зашто никако се изгуби тоа? Живеевме близко, Скопје беше многу помало. Не е така. Јас не живеев близко, не бев во центарот на градот. Се наметнаа малце некои традиции од надвор. Нели е така? Јас тоа го коментиравме, ќе го потсетам минатата година, кога беше кампањата Не си фраер, ако загинеш на матура и такви. Околу матурата коментиравме, да ве подсетам, баш со вас двајца разговаравме дека апелиравме нели до родителите да не им ги дават возилата на средношколците кои матурирале и децата да не ги земат, бидејќи деца се деца, тие се неискусни возачи, има 3 месеци возачка дозвола, веќе треба да вози. И зборувавме која е таа традиција. Ние кога бевме матуранти не постоеше воопшто опција татко ми да ми ја даде колата. Апсолутно се собиравме сите заедно, па нели си одевме кај дома. Еве ти го одговорот. Јас прв пат седнав во автомобил на 23 години. Мој личен. И тоа можеби иако немав потреба од автомобил во тој некој живот што го живееме. Западните држави имаат некоја друга, нели, возачки дозволи можат од 16 до 18, што лично мислам дека е. Кој може на 16 години да расудува нормално? Сметам дека тоа се тие некои традиции кои ние ги привлекуваме. Јас не би ги коментирал, еве не сум стручен, можам кој новинар да ги скоментирам, ама сум овде во функција на портпарол на Републички совет за безбедност во сообраќајот. Сообраќајната култура и јавната свест, иако изгледа како една флоскула, јавна свест, тоа е јавна свест. Свеста е детето да не побара, но уште поголема свеста родителот да не му ја даде колата, бидејќи треба да процени дека тоа ваше дете, колку и да сака да оди со возило некаде, сепак нема возачка, нема доволно искуство, а и законски не сме да вози после 10 сат или 11 како доаѓа возило. Од друга страна, јас од личен пример секогаш зборувам на моите деца, особено повозрастниот син, не смееше да вози,
бидејќи подобро да оди со такси или јас да го земам од некаде, него да ризикувам. Не, мора нашите граѓани да разберат сите ние дека не се работи дали полицајецот ќе те види и ќе те казни или можеби ќе го измамите и нема да ве види. Не возиме ризиците, не смееме да ги правиме поради тоа дали некој ќе не види. Тоа е јавната свест. Значи и да нема полицаец во градот, и да нема полиција од кафаната до дома, немојте да возите. Не се работи дали тој ќе ве казни. Ќе ве казни. Ма нека нас некако доаѓа свеста, паметот кога ќе не прекорат. Или кога ќе не удрат по джеп. Како малце тоа неодговорно, да. Крајно неодговорно, да. Истото се случува, јас нон-стоп тоа го упатувам и како апел за брзината на движење. Во град е пропишана 50 км/ч. Порано беше 60, сега е 50. Вие треба 50 е 70, 30 е 50. Имаме 30. Вие треба кога се движите, дали е празна улицата и нема никој или е полна, да возите повторно не смеете над 50 км/ч. Она кај луѓето е, па добро, беше празна улицата, немаше никој, или брзав или нешто. Значи, тоа е сообраќајната култура, да возите 50 и кога е празна улицата. Да носите зимска опрема, а не да ги измамите полицајците кога ќе ви ја побараат. Ова сакам вид за тоа апел да упатам, бидејќи може ми тоа да го споменеме со оглед на тоа дека немавме снег, но тоа не значи дека не треба да имаме. Се намалија температурите, не мора да има снег. А доколку имате летни гуми, не знам тие што возат со летни гуми, јас возам, ама имам синџири, се осеќа разликата бидејќи зимските гуми имаат поинаков материјал. Компонентата на гумата е поинаков материјал, додека летните тој материјал на ниски температури станува крт и се лизгаат. Оттаму и потребата да се земаат зимски гуми како дел од зимската опрема. Но еве, законодавецот одлучил дека не можат сите се уште да ги купат сите 4 зимски гуми, има комбинација со синџири, но имајте ги. Не знаете што ќе се случи. Не се работи дали вас полицаецот ќе ве запре и ќе ви ја побара или нема да ви ја побара. Се работи за тоа да имате зимска опрема во случај на тоа ако ви се случи нешто, тргате на пат, видовме пред некој ден може да дојде од Сабајле да тргнете на работа, па да завее на враќање. Зборувам не за во Скопје, но се случувало и тоа. Па и во Скопје се случувало. Оттаму и велам, се намалија температурите, морате да си го проверите возилото. Антифризот е битен, маслото е битно, морате да имате за чистење на мраз од Сабајле. Прскалки поново. Јас и од утринските часови кога замрзна, гледав некои луѓе како со ѓубровник чисти или земал весник па чисти, што го чини едно од пазар да земе за 30 или 40. Ма ќе се оштети колата. 70% на алкохол, вода и прскалка. Толку е потребно за да се одмрзне. Значи тоа е таа сообраќајна култура, би ја нарекол, култура, етика, значи законодавецот или се она што треба пропишува. Ние не е наше сега ние нешто да го измамиме, да не видат. Да ги потсетиме граѓаните, кои беа правилата? До 15 март трае. До 15 март трае законската обврска за носење на зимска опрема, таа подразбира или 4 зимски гуми, или доколку немате зимски гуми, летни гуми до 4 мм шарата да има и да се има синџири кои треба да се стават по потреба на погонот на тркалата. Ако имате зимски гуми, немате обврска да носите ланци. Ако имате ланци, не смеете да правите комбинација зимски гуми 2 и 2 летни, бидејќи може да дојде до проклизување. Значи, јасна е работата, инвестицијата во синџирите и инвестицијата во гумите за повеќе сезони, така да ако сте во можност да возите автомобил и да го регистрирате, онда сте во можност да ги купите тие потребштини, бидејќи знаете како мала банална паралела, тоа е исто као да велите јас летно време имам сандали, зимно време не носим чизми. Да, исто паралелата е таа. Да. Иако сакав да надополнам, лани доколку добро се сеќавате, имавме снег во април месец. Значи треба да ги следиме временските услови. Затоа што се е поместено сега. Таа култура, па ќе кажете, нели, ја не сум законски обврзан, паднало во април и што правиме ако проклизува тргата на пат. Значи мораме да имаме поголема етика и свест. Кога ги кажам свест, сметам за сите овие работи кои ги зборуваме. Да возите 50 км/ч најпобрзо, иако е празна улицата, да носите зимска опрема, не мора некој да ви каже. Зошто да ви кажува? И ова што е причината за моето гостување денес, ќе потсетам, немојте со 2 или со 3 да кажете можам, јас не е проблем.
Чашка е чашка, дали само ќе ја помирисате или ќе ја сконсумирате Немате исто? потреба воопшто. Значи, ако сметате дека одите некаде каде што ќе прославите и се познаате себе си, дека ќе се напиете чашка или две, а некои повеќе се разбира, ичнете, влегувате во возило, викнате си такси, бидете барем тој ден господин. Да, и што велат, имате ли контакт со полицијата? Сигурно соработувате на одредени нивоа. Што велат полицајците? Во последно време се заострени и контролите и начинот на кој што се регулира сообраќајот со компјутерски системи кои што едноставно кога ќе те евидентира системот многу е тешко потоа да договориш да ти ја скинат казна. Да побараш. Тоа веќе не постои, ама тоа не би смел да го коментирам бидејќи не е моја. Што велат полицајците? Дали е намален бројот? Првин да кажам дека МВР е наш партнер во оваа цела. Да, Републичкиот совет заедно и факултетот за безбедност. Значи тоа се ние сме партнери, соработуваме заедно. Полицијата ги зголеми контролите и со зголемувањето на контролите, освен ајде да не гледаме се зголеми бројот на казните, него да кажеме дека се намали бројот на сообраќајни тоа е целта. Прекршоци. Целта практично не е кога ќе ве запре полицајецот да ве казни. И покрај тоа што сите ние можеме легенди да зборуваме дека ме казнил и ако ме запрал колку да ме казни, не за нешто друго. Си има зошто полицијата запира, сообраќајната полиција, колку што успевам сега овој другиот дел да го кажам, новинарски гледаме во билтените дека секојдневно има изминатата ноќ гледаме број на луѓе со алкохолизирана состојба, колку луѓе возеле со неприлагодена брзина. Ми се чини дека бројките кои кажуваме, ќе видиме бројката за недела или две на жртви, јас верувам дека има намалување токму поради таа превенција, бидејќи превентивниот начин на санкции е подобар од репресивниот. Тие што прават, тие луѓе кои прават често прекршоци се покажа дека и покрај казните повторно ги продолжуваат по пат. Има една категорија на луѓе кои едноставно прекршуваат правила и прописи независно колку пати биле казнети. Или уште подобро на што го зборуваме, какви се во животот, такви се и во сообраќајот. Ако на работно место гледате човек кој се неодговорен, доцни, се бутка, сака да влезе преку ред, сака да дојде пред сите, такви се во сообраќај. Си приметил гужва има, може да причека 2 минути, тој се престројува, застанува, оди. Каков си во животот, таков си и задоволенот. Оттаму на прашањето за полицијата делува и превентивно, а мора и репресивно, доколку што да прави ако види пијан возач? Мора да го исклучи од сообраќај, не може да го пушти да оди. Германците не се германци затоа што се добри, туку затоа што казните им се високи. И покрај тоа што пак кажав дека мора да се удри по џебот. И покрај тоа што една комбинација на репресивни и превентивни мерки дава најдобри резултати. Што значи тоа? Доколку не ви се запалени светлата, може да ве запалени светла зборам во текот на денот, може да ви прогледа низ прсти. Ако сте тргнале од паркинг и се уште не сте го ставиле заштитниот ремен, може да ви прогледат низ прсти. Но, ако ве фатат пијан, нема да ви прогледат низ прсти. И не треба. Затоа велам, една комбинација на репресивни и превентивни мерки. Пак ќе ве укорат. Не сте ги запалиле светлата, ама јас сега тргнав во ред. Меѓутоа, ако сте во алкохолизирана состојба, или ако сте возеле 200 на саат, или ако сте поминале, не дај Боже, на црвено, тука нема толеранција. И не треба да има компромис никогаш. Овие кампањи треба да продолжат и понатаму затоа што делуваат и значи сепак имаме намалување на бројките, но треба да продолжат за да биде поголемо намалување. Имаме намалување, имаме подигање, но се уште имаме некои работи кои се уште мора да се учат. Ама кај нас мора за многу работи се уште да се учиме и да повторуваме, ама ете имаме надеж за едно одговорно општество дека ќе станеме. Јас се надевам дека ќе бидеме, кампањите ги правиме токму ради тоа цела година во зависност од календарот на важните работи, на актуелни работи, правевме неодамна и за мобилните телефони, ќе правиме и за заштитните појаси, да ги подсеќаме луѓето дека тоа не е случајно ставено во законската регулатива. Тоа не е ничив каприц сега да мора да има појас или со мобилните телефони што за жал ни се секојдневниот цел ден гледаме во нив, но ајде тие 15 минути не гледајте во телефонот. Или професионалните возачи, ако толку мораат да разговараат на телефони зад волан со 6 сата по закон, нека стават Bluetooth слушалка, зошто мора да ја држат слушалката? Но мене не ме се кираат тие што разговараат на телефон, ме се кираат тие што се допишуваат до
куцај што гледаат надолу. Имаме кампањи за тоа, се обидуваме да допреме до луѓето. Сега знаете како, секој индивидуално не постои казна што може да те казнат колку што ти можеш да бидеш неодговорен во сообраќај, но последиците се твои и се разбира последици имаат и понекогаш недолжни луѓе. Секогаш имаат недолжни луѓе, ќе одјавиме полека. Ќе одјавиме, да, на тебе, Дејан, е секогаш неприсучен разговорот. Ти благодарам на вас. Беше ова утро заедно тука со нас, да потсетиме повторно на кампањата дека треба да бидеме опиени од љубов, а не од алкохол. Но и од љубов, ако сте опиени, не седнувајте за тоа, бидете во друга конотација. Се разбира да се однесуваме одговорно. Благодарам. Благодариме.